Во изминатата сезона научивме да готвиме. Јајца, сланина, печурки и сос. И традиционалниот англиски појадок е готов. Рецептот е едноставен и познат, но се помалку тамошни семејства го практикуваат, вели господја Вероник Гарет. Може да се додаде некој домат и се добива здрава опција на нешто што според неа и не е најздраво. Што наутро представува гордост за пољаците во однос на храната? Зборот на денот е канапка. Канапка, имам различни канапки, значи тие се, можеме да кажеме, отворени сендвичи. Тој е обично за јадење, тој е обично за појадок во Полска, типичен. Можеме да кажеме дека тоа е нашата национална вредност. И обично се прави што сакате, како сакате, треба да биде многу бојно, треба да биде живо, треба да биде вкусно и треба да биде свежо. И што е типично за словенечкиот појадок во ова модерно време на брзање наутро? У наши дружини Во нашето семејство од понеделник до петок појадок речиси и да нема. Земаме нешто на брзина пред да одиме на работа. Дури подоцна имаме појадок во Љубљана на работа. Во Словенија имаме традиционален словенечки појадок кој што го одбележуваме секоја година. Инаку, типичен традиционален словенечки појадок се мед, путер, чај, млеко, црн леп и јаболка. А имаме и солени појадоци, понекогаш со сирења и субомеснати производи. Но поздрав појадок е ова. Задолжително на масата е да има чај. Во соседството утрото почнува со кафе. Од господја Белели дознавме дека италијаните не го признаваат ако не е направено во кафетиера. Ке ви покажам. Ставаме вода до ова дупче овде. Водата треба да биде студена, а не жешка. Затоа што се чувствува калциумот и кафето добива друг вкус. Со овој дозер ставаме кафе и се вари околу 5 минути. Ми се урна филмот за тоа што е макијато, а што капучино. Господја Белели ни објасни дека за италијаните во домашни услови капучино е црно кафе со млеко. Или дека првата асоциација на утрото во Париз се два збора – стил и кроасани. Масата поставена шик, со убави чинии и сјаен прибор. Предуслов за типичен појадок за обично тамошно семејство. Во Франција многу е важно да се одржува генерацијската уметност на живење. Во неја има посебна уметност за украсување на масата. Тоа значи да се има убави чаши, да се има порцелански прибор за јадење. И тоа е идеја од француската гастрономија и порцеланот се пренесува од мајка на ќерка или од татко на син. Франција побара од УНЕСКО француската гастрономија да биде запишана како дел од светското културно богатство. Сите интересни дами што ги запознавме ни отворија душата, кујните, нивните домови во Скопје. Ги споделија спомените, фотографиите. Сите истовремено ги обединува едно нешто.
Скопје сега, Скопје денеска, Скопје е нашиот дом и треба да направиме нашите најважни празници кај себе дома и во нашиот град. Кој е Скопје? Од утринската програма среќна нова година и благодарност што ни ги донесовте вашите градови овде. Така и Скопје и Македонија стануваат побогати и ја потврдуваат својата отвореност. Добиваат место на елката на спомени, како онаа на семејството Мултановски.